Значи, ова е прв одрадек. Одрадек е читачки клуб инаку, кој има своја видео верзија. Гости мои се Нора Стојановиќ, Елеонора Стојановиќ и Ивица Димитриевиќ. Нора е културна работничка, пејачка, многу активна во 90-тите, во 2000-тите активистка, ти си една од творците на Хопс и долги годините поврзуваа со Хопс, а Ивица Димитриевиќ е исто важна фигура на нашата сцена и на независнава, да речем, културна сцена и на етаблиранава сцена, бидејќи работиш во МНТ и глумиш во доста представи, снимаш филмови. Наша тема вечерва ќе биде Кирчо Арсовски. Наш пријател, нас тројцата, пријател, но тоа е помалку важно, бидејќи Кирчо баш незгоден карактер и пријателствата кај него се сомнителни во најмала рака, исто толку контраверзни и предизвикуваат љубов и омраза веројатно. Така што тој аспект на Кирчо можда и нема толку да навлеземе во тоа, да го разгледуваме, но кога го разгледаме како важна културна фигура на нашата сцена, бидејќи Кирчо е долго тука, наполни 60 години минатата година, и 40 години од тоа се некакво творештво, и чувствував потреба некако да направиме нешто за него, бидејќи е стварно долго на сцена и упорно како кажам, издржливо, независен, и тотално андерграунд цело време. Јас исто му ги објавував, баш донесов овде некои маргини од 90-тите, веројатно тие први негови драми, текстови, така натаму. Подоцна направивме и 2 книги со цртежи, а вие исто така го знаете одлично и ќе зборуваме и за тоа. Ке кажам само неколку збора за овој концепт, за можноста видео да го правиме првиот одрадек. Оваа година ние планираме да имаме десетина вакви, не видео, немаме баш пари за сите да ги правиме видео, но можда 3 ке направиме во видео формат. Проектот се вика Дисензус. Дисензус е баш поврзан со ова што спомнав малку, некаква андерграунд уметност и луѓе од рабовите, да речем, луѓе кои имаат поинаков јазик. Значи, тие некако што се замолчени или што прават нешто што е баш игнорирано, и нормално дека ми падна такви луѓе ко Будимка Побовска, ко Кирчо кај нас, и заради тоа и сакам да почнеме со Кирчо, може со Будимка ке правиме нешто накнадно. Еве само ке ви прочитам пред се за вас двајцата, но и за публиката се разбира, отприлика што значи тој збор Дисензус и нашиот концепт Дисензус. Зборот потекнува од современиот француски филозоф Жак Рансие. Тој не подразбира обично несогласување, зборот во суштина значи тоа несогласување, или дебата, туку е пукнатина во начинот на која гледаме стварноста. Во тоа кој има право да зборува, кој да биде слушнат и што воопшто се смета за политичко или уметничко прашање. Општествениот поредок утврдува кои гласови, облици, простори, теми се видливи, присутни и дозволени во јавниот простор. Концептот на Дисензус го нарушува тој поредок. Кога невидливите стануваат видливи во општеството, тоа е чин на Дисензус. Уметноста треба да создава нови односи меѓу телата, местата и зборовите. Уметноста не ја представува реалноста, туку ја редефинира границата меѓу реалното и можното. Вистински политично е делото што создава неочекуван простор за мислење и себе позиционирање. Например, во општеството работникот може да се смета само за физичка сила, а не за субјект што мисли. Сиромаштијата може да се прикажува само како статистика, а не како човечка драма. Тој поредок, што може и треба да се гледа, слуша, кажува, чувствува, ја определува политичноста на светот. Кај Рансие уметноста е политичка по својата перцептивна структура. Тоа значи, делото станува ангажирано не од има политичка порака, туку зашто ја менува архитектурата на видливото, израз на Рансиер, што и кога можеме да видиме, слушнеме, разбереме. И последно во Долче, во уметноста делото не треба да биде пропагандно. Доволно е да го направи видливо она што обично е скриено или да го покаже познатото на неочекуван начин. Уметноста е политичка, оти создава нов начин на гледање, слушање и чувствување. Ете, тоа е кратка некоја, да речам, идеолошка
политичка концептуална рамка околу овој проект. Мислам дека се во ова се однесува и на нашава тема вечерва, работата на Кирчо Арсовски. Така што еве Ивица, со тебе ќе почнеме, ти го знаеш малтене од клинец и ти си од Куманово, така што еве евентуално да ни кажеш нешто за тие почетоци на Кирчо, дали ти беше од почеток вклучен, ти свираше со него и така натаму. Па јас пред Кирчо го знам како фан на ТВ Трачери, па подоцна и како член на ТВ Трачери. И како фан за мене беше фасцинантно, мислам, јас кога ги открив Трачери, тоа за мене беше, како да кажам, како Sex Pistols да живеат у мојот град. И буквално бев фан, и ден денеска кажам дека сум фан number one на Трачери. И подоцна имав шанса да Кирчо се пресели у мој мал. Малте не живее на 4 куќи од мојата куќа кај што живеев во Куманово и почнавме да се дружиме едноставно така, први малски, мало ќе се видиме едно друго и подоцна почнав и да бидам дел од бендот ТВ Трачери да свирам. Кирчо е еден извореден музичар, многу даровит и талентиран музичар кој висперен, знае буквално многу музика, многу филм, многу литература, човек кој има прочитано, не знам, јас мислам сега така може да звучи малце и привлечување, но мислам дека тој живееше над библиотеката во Куманово и мислам дека ако не пола и повеќе од библиотеката во Куманово има прочитано. И сето тоа се рефлектира во неговото творештво, мислам тоа го може да се види по неговите песни и по неговите колумни, да не ги забораваме, кои долго време ги пишуваше, мислам неколку години пишуваше и во Вечер и во Нова Македонија, и во неговите цртежи кои ден денеска ги работи и ги прави. Да, и сликарството што се однесува, нели стално се спомнува експресионизам, поп-арт, а во музика, например, панк, јас гледам дека тоа влијаше на него. Какви уште ствари? Мислам дека панкот е доста влијателен, тоа се познава и по музиката на Трачери, но не само панкот, тука и глем рокот, T-Rex и Марк Болан и таа цела плејада на глем рок. Колку јас што знам дека Кирчо бил и е фан. Исто така, Кирчо не е човек кој само слушал тогаш музика и престанал да слуша, тој слуша и корентна музика и ден денеска. И тоа активно, мислам. Едноставно, јас можам да зборам за работата со него, тоа е, како да кажам, за мене било најлесно и наједноставно. Човекот е, како да кажам, автор, кој прави и своји песни, но секогаш е расположен ако ти, како дел од бендот, имаш нешто да понудиш во таа песна да биде прифатено, дури ако имаш твои песни, секогаш биле добре дојдени во бендот. Никогаш не е бил човек кој држал стриктно до мора вака или не знам, или никако. Едноставно, доколку ти имаш нешто да допринесеш во бендот твое, тоа е оберучки прифатено, бидејќи ако работи за песната која правиме, тоа е секогаш било така. А кога ти се приклучи до бендот и колку време работевте заедно? Јас едно 10-11 години бев со Трачери, тоа е некаде, јас почнав да свирам пред концертот во Вега, тоа е некаде 2005-4-5 година. Така нешто, 2005-та, мислам дека јас бев втора година на факултет, кога почнавме прва или втора година на факултет, кога почнавме да свириме. Колку албуми снимавте? Имавте и живи настапи? Да, доста живи настапи. Јас со Трачери го снимив последниот 4-ти албум на ТВ Трачери, а дојдов во бендот кога се миксаше 3-тиот албум. Кога беше завршен 3-тиот албум со снимање, се миксаше во тој момент, пред да излезе иква на албумот. Да, фала ти за почеток. Ивица, кога сме на темава музика, Нора, какво искуство имаш со Кирчо? Сте работеле заедно или само го знаеш онака ко фан, што вика Ивица? Да, јас сум, да кажам, Кирчо ми е никаков пријател со кој што не зборувам 15 години. Не затоа што е, не затоа што е Кирчо контраверзен во тој поглед, можеби заради тоа што еден мој пријател секогаш вика дека пејачка или пејач е диагноза, не е професија. Кирчо го познавам преку Синиша, преку Шилја, со кој што се знам да кажеме поблиску или подобро. Морам да кажам дека и Кирчо и Синиша беа стварно другарчини заради тоа што дојдаа да ме поддржат кога се подготвував за настапот пред Јанказ. И
во спремањето и за свирката, така да од тој аспект Која година беше тоа? 96-та година. Ту цели 30 години поминаа, да, неверојатно, да. Кирчо е за мене неверојатен креативец. Мислам дека можам да кажем и дека е некој своевиден гениалец, кој што исто така е емотивец и мислам дека се тоа што го пива од околината има потреба веднаш да го исфрли надвор и тоа го прави на креативен начин во секаква форма. Мислам највеќе во музика, во пишување, во цртање. Мислам дека тој негов хумор, бритва јазик, мислам дека исто така и Куманови игра улога тука, затоа што и кумановскиот култура и посебно хумор, мислам дека е посебна субкултура е, да кажам, во Македонија и мислам дека тоа се огледува и кај Кирчо на некој начин. Не знам што би кажала за него, освен дека кога почнува да свири, како ја свири гитарата, не престана. Значи, од самиот почеток до крај, така го доживам како таков креативец, кој што едноставно не може да континуирано тоа што го пива, тоа што го гледа, го споделува на некој свој начин, преку некаква експресија. Со Кирчо се знаеме и од неговото учество на 10-ти мост, тоа беше 2000-та година, малку по голем проект во кој што не знам, некои 15 на млади луѓе кои што се дел од некакви субкултури во градов, направија активности и една од нив беше и концертот што го организираше Коста од Tank Pouring Net и кој што успеа да собере стварно за мене фантастична група на бендови и го направи ова издание. Исто така и Трачери учествува на ова. Го снимаше Ален, целиот настан. Секој бенд по една песна или како? Секој бенд по една, да. Бенда вкупно? 10-тина? Мислам дека беа така нешто, 10-тина бенда. Па така, да, тоа е. Повеќе, 15. Албум има вкупно Трачери 34 до тогаш, а после тоа немаше, после ти од кој си замина? Нема, после тоа имавме живи настапи и после тоа едноставно биднавме хијатус. Не престанавме да свириме. Да, 4 албуми имате во Трачери, сега имаме, еве да кажем и винилно издание на одбрани песни од ТВ Трачери, кој се вика Greatest Shits. Да, го издаде Тошо Филиповски, Корпус Деликти, луѓето може да ја најдат точно, таму се собрани песни од сите 4 албуми, значи една као Greatest Hits на Трачери на винилно издание. Тоа е сега издадено тазе. А ти, Нора, не си учествувала сам во некои песни или некој друг проект со Кирчо, да, на музички план, така? Значи, чисто пријателство, професионална соработка не сте имале, освен ова, да, на некој начин, да. Да, и освен ова имавме и изложба на негови цртежи, кој што беше организирана во ВЦ-то во МКЦ и беше одличен настан исто така, исто во склоп на истиот проект 2000 година. Да, беше интересно, да. Да, така да ама ми беше интересно исто така дека живее во Русија. Тоа е 2003 година и имав потреба таму, бев запознав интересни луѓе, меѓу останатите и еден писател Рафиев, кој што на него му подарив неколку албуми, тогаш 2 албуми ствари на Трачери, 2003 беше тогаш снимен Купиме, да. И ми беше интересно, не преведував ништо, нити тој се трудеше да отвара, не знам како се вика, дикшонари, и да преведува. И ми беше интересно како успеа да го види Кирчо преку читање, да кажеме, на македонски, што не го познава. И кажа нешто што мене ми остави впечаток. Мислам дека е интересна интерпретација на тоа што го пишува Кирчо. Кажа дека секако гледа дека е многу начитан или образован човекот што го пишува тоа и кажа дека видел некој момент што речиси го нема во руската литература, а тоа е кога и се обраќаш на Богородица, а таа не ти возвраќа. Молчи.
Та ми беше интересно. Мислам дека еднаш ми го кажав на Кирца, ама ми остави впечаток. Тој клеш така, или комуникација на различни култури, од човек на човек на некој индивидуално ниво. Мислам, тоа беше интересно да го правам дека бев во Москва и со трачери можеби најмногу. Кирчо, со него односот секогаш ми бил љубов и омраза, никогаш равнодушност. Прв пат кога бе кај мене Кирчо, не знам што му збореле, дека сум некој опасен тип, што ти ја знам. Беше така недоверлив и покажа, капутот извади, штраф цигер. Демек, ако го нападнам, да ме избучи. Тоа никогаш не му го заборев. Како снимавме албум? Ке дојдеше он со 15-16 песни, спремни све, и гитари, и рефрени, со лажи, бубњеви, ќе ми каже како да тропам тупа. Ке дојдеше кај мене и живееше кај мене едно неколку недели, вежбавме на раце и у студио, право. Ке донесеше поздрав од мајка му штара лопки, од татко му фиќо плескавици и кај мене правевме журки од сабаје до вечер, цела ноќ, па од поново. Така. Еднаш се возевме во автобус од петка, ја и он, и уште два тројца луѓе во автобусот. Ние стоевме, се држевме за шипки, и он ме гледа мене, и гледа над мене, позади мене, од мишка, преку рамо. Ја не реагирам ништо. Едно време ми се доближи и ми шепна на уво: демоните се плашат од тебе. Оня трза гитарата со прсти. Има едно, како Питаузен, има едно вака и има вака. И меша тие турски, молски, од еден акорд прави две емоции. И све тоа му зависи од текстот. Фактички гитарата го прати текстот и според мене генија. Едва и чекам да ги почнеме новите песни. Да, ја баш денес ги гледав цртежите малку поинтензивно, спремајќи се за разговоров и свакам дека Кирчо многу се портретира уствари често во цртежите. Дури кај некои баш манијаци на цртежите, го гледаш него. И тука исто има таа црта на немилосрдност негова, таа критичност, она хипер изразена, ама која не завршува, која уствари почнува од себе и нормално дека се пренесува на секаде. Ради тоа веројатно сите ние имаме онака некои травматични моменти во тоа дружење со Кирчо. Велам, ова е тема на некој начин и на нашиот проект. Тие луѓе што се, да речам, на некој начин така од страна, на некој начин отфрлени од средина, мада ова е толку груба средина што овде дури не ни треба да си нешто особено екстравагантен за да те шутнат, али Кирчо е бајги, екстравагантен, не е малку, но чисто размислувам за тие механизми некако, како тоа се случува. Кај него ја има таа, мислам, ја и во себе ја имам таа црта исто. Ако видам нешто дека е глупо, некако, или, мислам, глупо, што во мојот свет некако, мојот вкус и сето тоа, значи има така нешто, како кажам, ниско, нешто подло, нешто демагошко и така. Уметноста секогаш има и такви димензии, се разбира. Манипулативно и као чувствувам потреба, тоа е моје поле, моја област, а на некој начин и тоа и постоиме да се дружиме едни со други, ама ретко тоа наидува на добар прием, таква култура сме. А Кирчо исто има таква јака потреба, сигурно, не го сака светот, го мрази во голема мера, ама гледа тоа да го, низ уметност да го прикаже и најчесто го прикажува фантастично, али мислам дека и кон себе не милосрден, така што тоа сте интересни некои. Инаку, тебе сум ти благодарен за тоа што ти уствари цртежите, нели ти ја организираше изложбава 2016 во МКЦ, спомнавте МКЦ и за ова. Да. Првата изложба од оваа серија на Кирчо, која е полесна
беа преточени во првата книга Арју Шизуето, издадена од тебе, Колја. Да. Ја бев одушевен, знаеш, од изложбата и од количината, знаеш, 400 цртежи имаше таму од 2000 кои он ги направил за 2 години, значи 1000. И тоа беше шокантно стварно и направивме некој избор, ја направив главно 250 во ова, околу и 250, значи околу 500 објавивме, ама и други луѓе во регионов кои ги видоа книгиве исто као вау, као каква концентрација на енергија, онака као 500 цртежи, сите се на високо ниво. Така што тоа е стварно неверојатна енергија, али и таков доста искусен да речам и онај немилосрден поглед некако кај што многумина може да се најдат. Еве едно делче само ке прочитам, може да и вас да ви инспирирам, еве да преминеме на ова Кирчо ко цртач. Мене ми он тука стварно фасцинантен. Ви реков, го запознав најпрви ко писател, ти спомни колумнист на Нова Македонија, ама мислам дека не е толку јак. Тука. Ко текстописец мислам дека е сјаен и текстовите на песните му се феноменални, веројатно меѓу најдобрите исто во. Ама ко, да речам, книжевник, јас барем немам толку високо мислење за него, иако и тука тој дух е она апсолутно видлив и остар и привлечен. Но еве, за ова, за цртежите на Кирчо, неговиот пријател, наш пријател Зоран Џукановиќ, кој живее во Холандија, вика, јунаци на неговите драми, исцртани со дрвени боички, се криминалци, олоши политичари, спонзоруши, војници, генерали, ситни измамници, крупни неранимајковци, курви, маргиналци, бесрамници од секаков можен вид. На јазично ниво неговите цртежи се урнебесно цинични. Озборувањето, измамата и соголената лажливост во диалозите се срозуваат до екзистенцијална денунцијација на оној кој ја изговара репликата. А секогаш е додаден обидот за гламур, неговата гротескност е неопходна состојка на универзумот на Арсовски. Станува збор за персифлажа на холивудските јунаци и јунаците од менталниот пейсаж кој не обкружува, потонат во политика и корупција. Фразата политикин забавник овде добива сосема други конотации. Ова многу ми се свига. Нели Кирчо е фан и читач на кој ние во младоста ние живеевме со, бидејќи сме друга генерација. Али ова е баш добро, неговото творештво сватено како политикин забавник. Така што тоа ме свига. Многу точно Ѓукановиќ го напиша тоа во оваа книга и мислам, само сакам да додам, Кирчо не е шминка реалноста. Не зборува за некои работи кои сега ти треба војаклија за да откриеш што сака да каже. Или не знам, некаков толковник и речник за да го разбереш тоа што сака да го каже, но го прави на еден многу интересен, многу, како што споменува и Ѓукановиќ, гротесен начин. Цинизмот е тука секогаш присутен и мислам тоа ја ужаснува нашава, како да кажам, зачмајана паланка. Кога ќе се видат сами себе у некаков цртеж и ќе се препознаат со некоја реплика која изговарат секој втор ден, а тоа во еден момент кај него прераснува во уметничко дело, мислам дека е таа генијалност што ја спомена Нора кај него, дека знае од најсекојдневното да направи некаков гламур, кој е сега гламур, нели, како што кажува, тоа е циничен некаков гламур, ама зошто да не у некоја перспектива, зошто тоа не би било обратно, тоа да е некоја водечка сила и во општеството и во културата, бидејќи на раб сме да отидеме на таа страна често. А Кирчо тоа многу јасно го кажува и во песните, а и во цртежите особено, тоа се гледа, мислам, дефинитивно од прва. Да. Али знаеш, тој сепак не е злобен тој хумор, знаеш, и таа немилосрдност на прикажувањето, и тоа исто е фасцинатно. Наш дури он, мислам, дури со секој љубов, например Холивуд, тој треш и сето тоа и порно. Гледаш ти него тоа го фасцинира, ама истовремено оно сека дека тоа треба да се исмева. Ама на еден баш онака, според мене, многу шарен и многу интензивен начин. Еве што вели самиот Кирчо за кичот, вика, бидејќи на човек одма тоа му паѓа, он дила ептен со тоа, со треш некако цело време, и филмски треш, и музички, и книжевен. Вика, кичот секогаш ке не потсетува колку е животот тажен. Во кичот има подлабок мистицизам отколку во книгите на Достоевски и Борхес. Вистината не ми е позната или е толку добро маскирана што не можам да ја препознам. Го сликам идиотскиот начин на живот, нервозните хистерични реакции на луѓето. Да, ова кратко нешто од Кирчо, да.
А можам, како се вика, можам да направам и некоја паралела и во музиката. Например, он има мелодии, мислам, многу се мелодични песните. Меѓутоа, гитарата у позадина цело време која што иде така, скоро low-fi, како да кажам, и начинот на кој што пее, кој што некогаш е викање, па со, не знам, извртување малце на зборовите, малце завртување. А сакам да кажам, тој спој на мелодичност и тој некој шум што титра цело време или вреска, некако Киро и кој ќе влезе во соба и кој ќе молчи, како да кажам, вреска, присутен е, го осекаш. Така да, ке мене, например, тој спој многу ми се допаѓа и можам да го видам исто и во тоа што го црта. Еве и овдека во овој цртеж кој што го, не знам, Џон Холмс кој што е порно грумец и Тату Лејди. Ама, мислам, сега да кажам, карактерите што ги црта, како ги се фантастични. Па тој спој веројатно никој наш во Македонија не го правил во ниедно поле на уметноста, дури и наши, да речам, најотворени, знаеш, најкосмополитски уметници, најталентирани, знаеш, не отишле толку далеко. Кирчо спојува, а она баш хардкор некој, порнографија и сето тоа, баш со ова ти што спомнуваш, знаеш, еве, овде ги спомнав Достоевски, Борхес, он има многу солидно образование, книжевно, секакво, знаеш. И прави многу интересен спој, особено тоа порно, тоа никој не правил, он е веројатно најпорно уметникот во Македонија, ама многу артикулирано и многу во суштина многу длабоко и некако Кирчо всушност она со кожа осека што е култура уствари. И тоа е целиот негов опус тоа го покажува. Не е култура као лектира и канони и не знам што, него се што не обкружува. А некојаш е тоа језиво, не некојаш, него најчесто е језиво, ама ние баш од таа језивост одиме во културата, во високата уметност и се тоа. И тоа толку лажно, Кирчо тоа го осека така што неговата уметност е баш онака, скенер некој, и доста длабоко снима, али мислам тоа многу малку луѓе, мислам, дури кој е софт нешто, знаеш, онака соблазнително, па луѓе као не е тоа уметност, а камоли вака кога Кирчо ти го плеска онака драстично некако тоа. Да. Исто сакам да кажам, устари повеќе да прашам, после Трачери, јас сега дека враќам некако се шетам музикама, тоа е Кирчо, не може да не шета човек. Мислам дека после Трачери имаше уште еден бенд кој што уште два албуми со Еди. Едното беше Комитаджи, другиот, сега го изумив, ќе ми текне ќе го кажем. Да, една песна Бабун нешто имаше, тоа со Комитаджи беше? Да, два албуми, Цвеќето на Чичко Волк. Така. Првиот проект со Еди, каде што имаат 13 песни и после се Комитаджи со кои исто имаат издаден албум, каде исто има прекрасни песни, као Вечер, као Бабун и така. Па ете тоа, Цвеќето на Чичко Волк, мислам, исто е некаков карактер изваден од цртани филмови. Знаете што приметив? Сега нацизмов е повторно многу актуелен. Наци крстовиве сегде ги има, никогаш волку ги немало. Во Хрватска секој ден има нешто инциденти. Торцида, тој левичарски клуб, она комунистички, одеднаш на целата нивна публика е со наци, цел Сплит го... Кирчо исто има фашисти. Тоа исто кај него е некако... Баш поминува. Низ него и често во тие исто порно во некои оргиастични такви контексти исто има фашисти, униформи. Сето тоа има до душа и петокрака, има со нели фесчиња некои типови и така. FBI и сето тоа. Така што политички он многу артикулиран, многу продорен некако, многу критичен. Целиот тој тоталитаризам, што го спомнати, сега дали ќе е свастика, дали ќе е петокрака или фес, Кирчо на многу вивисекцијски начин тоа го разобличува. Мислам, кога ќе го покажеш, не знам, у некоја сцена, некој од фашистичката плејада, не знам, Гебелс или Херинг или не знам кого, кој наликува на нив или може да ги представува нив во некоја компрометирачка ситуација, тоа доволно кажува кој е неговиот став по повод тоа. И тоа го прави на многу
не само гротесен начин, но интересен, во исто време со многу хумор, како што кажа Нора. И јас не сум видел човек што, барем од тие луѓе, јас што ги знам, што имале можност да видат оваа книга или на Кирчо цртежи, или кои имаат негови цртежи, а да немаат реакција веднаш кога ќе видат, да нема некаква реакција на позитива. Дали тоа ќе биде смеење, но веднаш ќе ја препознаваат длабочината на тој цртеж. Мислам, и на тоа што сака Кирчо да го каже или да го искритикува или слично. Да. Кирчо е онаа искра што ја палеше нашата младост, ја претвораше генерацијската фрустрација во песна, во една енергија, тишината на тие генерации во крик, генерацијски крик, и тој беше моторот кој ја движеше целата приказна. Човекот кој знаеше да ја претвори секојдневната реалност во стих што погодува право во центар. Сега кога ги слушам овие песни, чувствувам дека Кирчо беше огледало на нашето време. Едно драгоцено време, но и во исто време и опасно време, со сите негови недостатоци и абсурди кои ги донесе. Приказната се случуваше, знаат сите, во Куманово. Тој градот кој секогаш имал своја посебна енергија и шмек. Куманово е град на контрасти, истовремено е суров, па и топол, примитивен и грд, но и град на луѓе кои знаат да се смејат, да се шегуваат добро, да се бунтуваат, град на гениални креативци. Од тие улици се создаваше таа приказната на Трачеви. Од таму и доаѓаат и нивните песни, бенд кој не беше само музика, тоа беше протест, движење, еден начин на живот. Трачери беа сурови, директни и безкомпромисни, без никаков компромис. Да кажам нешто за нивните концерти, тоа беше една енергетска бомба, буквално експлозија. Се сеќавам на моменти кога целата сала едноставно вибрираше заедно со публиката. Луѓето едноставно се чувствува ослободени на едно повисоко ниво, подигнати. Значи, Кирчо како вокал и гитарист на групата имаше моќ да ја претвори вечерта, таа вечер на самиот концерт, во вистинска револуција. Секогаш и беше, и од секогаш беше, и е толку искрен, дури и брутално искрен. Тоа е неговата најголема сила. Сите знае дека зборува од срце, без маски, без никакви компромиси. Она што најмногу ме фасцинира е неговата способност да го преточи тој уличен жаргон во андерграунд, во рок-н-рол поезија. Неговите текстови, пак ќе речем, се сурови, но и длабоки и многу емотивни. Знае да каже нешто што сите го чувствуваме, но никој не може или не успева да го изрази, да го фати тој момент, да го преточи во буквално рок-н-рол химни. Кирчо ја претвора секојдневната реалност на Куманово, па и пошироко, во стих кој те погодува право во душа, во срце, и неговите песни се сатирични коментари на едно време на политиката, на социјалните неправди, на човечките слабости и недостатоци. Морам да споменам дека Кирчо не е само музичар, колку и да звучи клише, тој е еден уметнички, творечки извор, исто е цртач на стрипови, тоа гениални и слики.
минималистички пристап со едноставни техники, но сепак многу продлабочено. Човек кој знае да ја претвори иронијата во една визуелна форма, гениална би рекол, кој знае да ја претвори критиката во боја, еден соголен попарт и уште би додал еден контракултурен феномен. И токму затоа, кога зборувам за Кирчо, зборувам за еден символ, за енергија или дух на времето, кој едноставно не може да се сопре. Еве тука ќе спомнам како ликовен уметник, се сеќавам на неговите стрипови и ден денеска ги чувам Маргини, изданијата на Маргина, каде што се објавува и слики, и секако тие беа продолжение на неговата музика. Едноставно една иронија, критика, минимализам во боја. Се што беше во неговите песни го има и во неговите цртежи. И се сеќавам на неколку изложби во МКЦ во Скопје, потоа беше во Белград изложувано, во Струмица. Неговите дела навистина беа препознаени како еден автентичен глас на андерграунд културата. Да не ги заборавам и колумните кои се објавуваа во Нова Македонија, барем додека траеше, дори не почна некој да му смета да има нешто поразлично, да рипнува, да одскокнува од сивилото. Јас барем ги чекав тие колумни со големо нетрпение и навистина вредеше да се прочита нешто многу оригинално и не секојдневно во негов стил. И исто знаеше мајсторски да напише и диалози, диалошка форма за филмување, така од времето кога интензивно се дружевме во познатото местенце, култниот кафе Барагора. Успеавме да снимиме и 3 no budget филмчиња, и тоа тотално онака партизански, без никакви средства. Првиот, I Don't Like Velvet Underground, па потоа Вечер и Уценувач. Тие беа уште еден доказ за неговата вонвременска креативност и способноста за извореден текст. Без оглед на условите кои што ги имавме или ги немавме, би рекол. Со минимални средства, со многу ентузијазам и огромна енергија, се испадна навистина автентичен резултат, нешто што беше наш, и можам да кажам дека има сцени, јас сметам навистина дека се делуваат антологиски и се такви. Значи, сакам да потенцирам дека Кирчо е минатото, сегашноста и иднината на овој град и на овие простори. Тоа е символ и хроника на едно време и она што значи да бидеш автентичен, да бидеш свој. И затоа кога ќе кажам Кирчо Арсовски, зборувам за нешто што никогаш нема да се изгуби. Тоа е енергија која живее, тоа е дух кој ќе продолжи да инспирира и нови генерации на креативци, нешто што навистина ќе остане за секогаш. Имам впечаток, бидејќи продавам книги на штандови и сето тоа, значи не сум само уредник, дека конкретно, например, двете книги ние што ги направивме цртежи со Кирчо, кои се скоро 10 години стари, дека на девојките нора им делуваат по-грубо тие цртежи, а сум слушнал и од други дека во уметноста на Кирчо као се осеќа некаков сексизам. Какво е твоето мислење по тоа прашање? Воопшто за сексизмот во уметноста, дали е сексизмот поврзан некојаш со андерграунд уметност, кој што знае да биде? И конкретно кај Кирчо. Сексизам, не знам дали тогаш би го викала како сексизам тоа. Мислам, сакам да кажам дека начинот на кој што се представени, да кажеме, девојките или жените во цртежите, да кажеме, на Кирчо, или ако зборуваме генерално, знам и други такви примери каде што, не знам, мислам сериозно на ниво на цензура, буквално цензура
делувале одредени, да кажеме, не се само индивидуалци, него и цели групи, и анархистички групи во однос, да кажеме, на секса, заради одреден сексистички виц, после кое што, да кажеме, секса има за забранен за влез било каде во Амстердам, и во Холандија, и тоа се шири во овие кругови што се анархистички по тие сите клубови што се, само заради еден таков виц кој што они го карактеризирале како сексистички. Само кажам дека таква цензура кој што некако се меша со таа политичка коректност што дека ни влага, не знам како кажам, во сите пори на тоа како размислуваме и како оценуваме нешта, мислам дека треба да се разграничат тие работи. Ја барам така ги гледам. Ја не усекам сексизам кај Кирца. Посебно затоа што, да кажеме, го знам исто како се однесува кон девојки, кон жени во друштво кога. Да, многу е внимателен, како се вика, и мислам дека е многу коректен во таа комуникација. Сега не знам како би можел да представува други карактери кои се работи за жени, а останатите карактери, знаеш, да има некаков друг како пристап, знаеш, ако има пристап ист, има кон се што представува, не знам како да кажам, мислам. Јас сум малку, мислам дека малку претеруваме што се и како гледаме, во што се гледаме и метнуваме некакви конструкти кои што ги нема. Не, моје мислење е, нели, на некој начин се што правам и последниот проект од кој прочитав неколку зборови дисензус, на некој начин зборува за моето сваќање на уметноста ко субверзија, ко нешто што ги приспитува општите места, поредоците и сето тоа. Па дури кога се работи за некаква, да речам, политичка коректност и сето тоа. Но од друга страна, Нора, знаеш и самата, мислам, порно индустријата, жената, знаеш, е објективизирана некако. Исто и мажите се објективизирани, мислам. Да, точно. Така е. Но, знаеш, во тоа поинакво третирање на телата, валјда сите треба да придонесуваме. Мада од друга страна, ја мислам и па значењето, пак ќе кажам, на Киро е што он исто се бави со тело, кој е важна тема, нели, во уметноста, особено последниве 20-30 години, така што он отвара исто некои теми кои не се отворени, често го прави тоа, така што добро, како и да е, знаеш, ме интересира тоа, бидејќи често пати underground уметноста не е само лева, не е само вклучувачка, знае биде исклучувачка, знае и наци да биде, знае да биде и сексистичка. Ама знаете, и тој бесе легитимен на некој начин. И тоа приспитување на поредокот, барем кога се одвива во рамките на уметноста, е еден од многуте ледниците цветови, како да кажам. Што мислиш ти, Ивица, на оваа тема? И воопшто за андерграунд делувањето? Не знам јас, на пример, тоа што го споменавте околу сексизмот, тоа е широка тема и сега може да се разгледа од различни аспекти и агли. Кога се работи за, конкретно за цртежите на Кирчо, јас исто така не гледам некој сексизам тука, кај во неговите цртежи, и мислам дека и кога има назнаки на такво нешто, тоа е секогаш со некаков хумор последен. Значи не се оди тоа толку мислам дека сега тоа е моето толкување, не го знам лично од Кирчо, чисто го толкувам јас. Мислам дека често е некаква водење кон некаков хумор и кон некоја само критика на таквите работи. Знаеш, дека понекогаш стварно е некоја секс сцена е навистина смешна, како да ти кажам, мислам и тоа Кирчо го представува и тоа и тоа може знае да биде да има смешно тоа. И да, можам да разгледам дека некој од своја гледна точка може тоа да го карактеризира вака или онака, но тоа е уметност, како што речи ти, дека треба да биде субверзивна и дека треба да покренува некој диалог, дека треба да едноставно да боцка. Да не е само некоја фино спакувана чоколадка која ќе ја лапнеме и ќе ја бокнеме. И тоа Кирчо успешно го прави, мислам со тоа го прави и кон себе. И кон себе, така што. Согласувам. Не, ја повеќе ви пренесов некои мислења онака на штанд кога сум продавал книги, па некои главно девојки као не, ова е
грубо. Знаете, мојот вкус е сличен на вкусот на Кирчо, што се однесува до ликовна уметност. Например, мене експресионист исто ми се драги. Дикс, кој му е нему омилен, и тоа се мајстори на грдото баш. Така што Кирчо се согласувам, не е тоа толку сексистички, туку тоа се грди луѓе. Ама тоа е убавината на грдите луѓе. Некои портрети на Кирчо се феноменални, мислам, она баш ликовно се чудесни. Тој е грд човек, грда жена. Ама тоа лице или тоа тело, она носи толку слоевитост, така што... А знаете, таа димензија на уметноста овде е, бидејќи е многу примитивна средина и заправо некултурна и неписмена, овде грдоста се свака ко антиестетски, антикултурен чин, ко нешто агресивно, као... Така што, веројатно и таа димензија овде постои, нели Умберто Еко пишува за тоа, дека ликовната уметност секогаш ја преиспитува таа ивица меѓу грдото и убавото. Кога сме на оваа тема и вие сте, особено ти, Нора, си дел од андерграунд сцената, еве да завршиме со тоа вие што работите и како вие ја доживувате таа поделба кај нас меѓу, баш добро што Ивица е тука затоа што он истовремено и дел од некаков мејнстрим институционален културен, а и произведувал на работи цело време, да речам, на независно во поле, али ти си, Нора, скроз под кога не работиш во ХОПС, веројатно немаш ни пари за проекти, ни... Како се сналагаш? Како се сналагам? Не се сналагам, мислам... Прекина со музика скроз? Па, освен тоа што, правам некакви джем сешани со пријатели, со музичари, вака што ги знам. Во таа некоја форма не правам ништо друго. Земам DJ контролер заради тоа што прошла минатата година, пуштав музика или имав некаков сет, да кажеме, на една журка и некако ми се допадна тој филм и тоа сето што поминав, али сега ова што го нуда, да кажеме, новите контролери, стварно можеш да влагаш исто како со инструмент и да свириш, како се вика, во тие джем сешани. Во однос на тоа претходно што го кажа, јас го разбирам, Кирчо е сега поприлично повлечен. Јас се обидов да го исконтактирам пред тоа да го снимаме. Повлечен е, не комуницира со никога, така бев и јас долги години. Можам да кажам дека и бев во некаква депресија, ама дали е тоа сега одраз на оно што се случува околу нас, или тоа не можам до крај да го... Не можам да кажам дека е секогаш така. Мислам дека главните борби се случуваат внатре во нас. А Нора, те прашам, мислам ти си идеална уствари за ова да ми одговориш. Бидејќи одлично ја познаваше ти сценава, да речам, со дроги, луѓе што имаат дроги и се до тоа. Некои од нив и уметници. Од тој аспект да ми кажеш нешто за нашата сцена. Доста луѓе и умря. Хинки, нашиот пријател, кој што беше многу интересен уметник. Дали е тоа исто наш слика за оваа многу груба култура во која живееме, дали можеме нешто повеќе да направиме на тој план, тие луѓе кои составаат уметност, како ги заштитиме? Да им дајме можност да работат повеќе, кои самите сме у курац. Никако. Марија, која што исто беше дел од групата со Васко и со Тина од Бернејс и со редица други луѓе, она, например, секојаш ми викаше, Нора, луѓето не треба да не бараат не треба да им се помага, не бараат да бидат спасувани. На некој начин се согласувам со тоа. Ова за другите кои зборуваме, тоа е малку поинаква ситуација, заради тоа што тоа се работи за политики, се работи за црн пазар, се работи за пари, за профити и тука тоа се немилосрдни, како да кажам, сцени и тука луѓето, сите што доаѓаат во контакт со тоа, најголем дел, извинете на израз, наебуваат. Да, има потреба од континуирано да се информираат луѓето, да се прават, да се креираат некакви простори, ама не може да биде тоа само простор за, не знам, поврзано со дроги или не. Фалат простори, генерално, културни простори, каде што и тоа, да кажеме, после овој проект за кој што зборував, каде што учествуваше и Киро и Трачери, некако сватив дека не ме интересира да бидам вклучена во нешто што прави интервенција, него повеќе ме интересира да создавам простор кој што ќе овозможи другите луѓе да влезат натре и да си најдат некое свое место и да се осеќаат, не знам, комодно во тој простор, да креираат, да бидат тоа што се. И тоа е многу тешко, да кажеме, во условите во кои што живееме. Начинот на кој што Киро, да кажеме,
го третира или комуницира со светот надвор, за мене, да, е субверзивен, ама е И автодеструктивен малку. и автодеструктивен, да, меѓутоа јас го чувствувам. Ја сакам да кажам дека треба да се критикува овој свет, треба да се критикува, луѓето стварно се постојано на ивица на преживување, треба и во исто време и да не се земе ни толку сериозно. Колку што е опасен и така, толку и не треба да се зема за сериозно, заради тоа што, не знам, мислам дека сите сме изгорени некако од сето тоа што се случува околу нас и треба да најдеме некој простор да се оддалечиме од него. Субверзивниот пристап на Кирца за мене е одличен начин како да се разговара со светов таков каков што е. Да. Ти веројатно и веќе исто се обидуваш да бидеш субверзивен, да речеме, во тој институционален поредок, ако ништо друго, веројатно во твојот ракопис, знаеш, и актерски и режисерски ја внесуваш оваа димензија така на некаков андерграунд, на некаков поинаков поглед. А дали си имал она и директно, например, во твои представи да луѓе да од андерграунд, да речам? Во моите представи што ги работам, секогаш гледам да вклучам луѓе од сцената надвор од постоечката мејнстрим сцена, кој едноставно како свежа крв, бидејќи знаеш кога ќе работиш во еден институционален театар со години, без разлика колку е тој добар или не е добар, едноставно тоа почува да станува, како да кажам, колотечина. И многу е важно да има размена, особено од луѓе кои доаѓаат од независната сцена, кои секогаш доаѓаат со некоја свежа идеја и секогаш се различни од тоа што го имаме во мејнстримот, да кажем. И инаку се сложувам, да, на нас не само што ни фалат простори повеќе каде што ќе може да се прикажува таа, да не кажам маргинализирана култура, но андерграунд култура, нас ни треба и многу луѓе кои ќе ги ствараат тие политики. Мислам дека тоа повеќе ни треба отколку простори ќе најдеме. Мислам доколку има добра волја кај луѓето кои сакаат да избуткаат некакви такви политики, тогаш мислам многу е лесно ќе најдеме простор, но нас ни фалат луѓе кои ќе мако трпно ќе се борат против главниот мејнстрим политички мејнстрим, кој ги одредува главните политики, културни политики. И тука мислам дека тука највеќе имаме и дисконтинуитет и како да кажам, ни фалат луѓе. Ни фалат луѓе кои ќе се борат, како што рече Нора, кога каже, јас сватив дека сакам да направам простор за некој друг да се изрази. Тоа ни фали. Луѓе кои ќе се изборат да се направи некакви простори, да се направат некои културни политики и не само во андерграундот, но и во мејнстримот, бидејќи ако го погледнеме мејнстримот, тоа е каков мејнстрим, таков андерграунд, за жал. Мислам, фала на Бога дека имаме таков, јас не знам од каде доаѓа силата во овој андерграундот наш, кој е стварно на толку малку колку што сме, има толку многу добри работи. Има толку сконцентрирана квалитет, толку има сконцентрирана квалитет и јас стално сум изненаден како од каде доаѓа таа енергија. Бидејќи како што кажа, нема пари за проекти, никој не води грижа, мислам ако аплицираш на некој од постоечките фондови, тоа се мислам некои семги кикирики пари и од тоа правиме некакви чуда. Чекај само да кажам, ме интересира, не знам дали ја пратиш млада сцена, што? Заради тоа што они наоѓаат некои своји начини, знаеш, мислам новите генерации имаат некои своји начини како успеваат да ги премостат овие препреки за кои што зборувам. И не знам, да кажем, ако Трачери на времето имале проблем кој ќе издаде или кој издавач, сега имаме, значи, не знам, 15 бенда кои што се собрале заедно, од таму имаат направено издавачка куќа, имаат промотери, се организираат заедно, се буткаат едни со други. Значи, наоѓа сцената, алтернативната сцена сега со ова знаење, со оваа околина, наоѓа начини. Многу повеќе од колку што ние сме ги наоѓале. Добро, но тогаш, мислам, времето у кое вие, да кажеме, 90-ти беше и технички не толку напредно у смисла на тоа да имаш ти сега можеш да извадиш албум или книга без никаков издавач, без никој. Ако ја напишеш таа книга дигитално, имаш сега print on demand, можеш да ја закачиш книгата, утре некој да ја купи, така? Така.
од друга страна тогаш не си можел, си морал да имаш ваков лектор, онаков лектор, па тоа да помине 50 филтри, па на крај тоа се сведе на личен анимозитет, а јас го сакам или не го сакам, а не се работи дали тоа е квалитетно. Што затоа им дава можности, супер што тоа го прават младите денеска, дека издаваат албуми сами, не чекаат некој да молат дека мора да ги сними и така натака, но благодарение на техниката тоа денеска е многу полесно. Супер разговор имаме, ама мораме да привршиме. Еве, кажете нешто за крај, за Кирчо, некакви поенти и да ја одјавиме емисијата. Повели Бивица. Па не знам, јас Кирчо го гледам пред се како човек и пријател, пошто сме пријатели, другари, еве, задни 15 години можам да кажам слободно. Еден прекрасен човек кој исто така одличен уметник, како што рековме на сите полиња. Можам да го споредам во цртањето со Крамп, да кажеме, некој наш Крамп, но сепак свој. И едноставно еден сестрен уметник кој е многу важен за нашата сцена, а и не само за нашата. Мислам дека, како што спомена Нора, луѓе од страна која ќе имат шанса да ја ја видат неговата уметност, дали тоа е музичка или ликовна, веднаш кореспондираат позитивно. И јас имам такви примери со музика на Трачери, каде да сум пуштил луѓето на страна, зборувам, луѓето реагирале како да е нешто нивно, како да е нешто свое. Еднаш не знам, некој го ја окарактеризира музиката на Трачери како народна музика. Во смисла народна музика дека народот ја препознава и ја сака. Така да тоа мислам дека е еден исто добар показател за творештвото на Кирил. Да, интересно. Малку претерано дека е народна, ама е интересно. Да, Нора, повели. Ништо, ја само би кажала дека мислам дека Кирчо дефинитивно фали на сценава. Мислам дека има уште простор да даде и мислам да барем помладиве генерации таа комуникација со неговата уметност и музика и така натаму е например нешто што ме интересира како ќе изгледа, заради тоа што долго време не можеле да го видат, не можеле да комуницираат со него, не е присутен, така да Кирчо врати се. Да. Оти Нора, да. Се согласувам со тебе. Ја ќе прочитам едно делче од мој текст, на некој начин се надоврзува на се што зборевме, особено ова ти што рече последново, дека е баш онака универзален, мултиталентиран уметник, Кирчо Арсовски. Ми се допаѓаат диалозите во неговите цртежи, текстот воопшто. И на тоа мислам кога велам дека совршено ги владее изразните медиуми, цртежот и текстот, а особено е силен кога ги судира. Фрчат огномети од тие судири. Но и тука Арсовски не собира. Често текстот на неговиот цртеж е прикриено поетски за целата брутална експресивност или вулгарност која служи само како маска, како мамка за наивните. Ми се свигаат драмата и тензијата во неговите цртежи. Акцијата, движењето, жестокоста, насилството. Оти сериозната уметност, особено македонската, најчесто е мртва, заледена, статична, но во цртежите на Арсовски ми се свигаат и смирувањата, чудните линии кои го делат и ситуираат просторот, внесуваат некаква нота на абстрактност и медитативност. Тоа значи дека и во минималистичките или арт цртежи Арсовски исто толку виртуозен како и во лудите цртано-филмски гужви. Ми се свигаат неговите референции, цртани филмови, серии, стрипови, мода, естрада, музика, графички дизајн, тук таму и висока уметност, се во обландата на еден раскошен поп, треш или спектакуларен кич трач. Фала ви уште еднаш за учеството во првата видео емисија од Радек. Фала ти на поканата. Фала која.